Заврши проценката на штети во Штипско. Двете комисии кои излегоа на терен утврдија штети од 80 до 100% кај лозијата и овошките од пролетниот мраз во април. Околу 600 земјоделци во Штипско поднесоа барања за обештетување. До сега го имаме минато лакавичкиот дел и таму штетите се огромни од 70 до 100%. Во моментот е во Карбинскиот дел и таму се штетите големи, исто од 70 до 80%. И самите земјоделци ги констатираа штетите по студениот бран, кој пред време и го обра родот. Мразот кој си беше до израз, највише луизињата, луѓе што имат претежно плантажини, не само Врсаково, Крило, Срчиво, имат многу оштетување. Сега, минаа проценители, не знам кој како, али има луизиња тотално 100%. Они сега, например, се во фаза малку потерани. Али, кога беше мразот да дојде да се виде комисијата на лице место, тогаш ќе увидеа стварно колку е штетата настаната од мразот. Од 80 до 100% штети по видот на комисијата на терен се утврдени во кочанските лозија и воштарници. Неголеми штети кај лозовите насади се констатирани во атарот на селата Бурилчево, Кучичино и Бања, а кај овошните насади, посебно вишните, најголем процент се уништени во селата Теранци, Спанчево и Бурилчево. Во Кочанската подрачна единица на Министерството за земјоделство штети пријавија 480 земјоделци од Кочанско, Зрновци и Чешиново Облешево. За штетите во Штипско се проценува дека ќе достигнат над 5, а во источниот регион и над 10 милиони евра.